Добре дошли во ова издание на Политиканти.мк со мене Боријан Јовановски. И со мене Сашо Ордановски. Добре, да пробаме и вака да ги збудиме. Последниот пат кога пробавме имавме техничка грешка после. Ама ајде да видиме сега второво. Можда ќе ни се постреќи. Боријан, го снимаме овој разговор, ово издание на подкастот што ќе оди во петок, па понатаму. Го снимаме во четврток вечер и до сега имаме неколку теми кои што мислам дека треба да ги опфатиме, бидејќи помина едно 4-5 дена од последниот подкаст. Има многу теми, ама ај пред да почнеме, ај молим те прво да ми кажеш како се вика кинескиот претседател. Морам да ти кажам дека проследив оваа цела тродневна посета на кинескиот претседател Како се вика? Москва. Значи, ако ги читаш македонските медиуми. Тоа ми интересува. Вака, на Deutsche Welle е Ши Джинпинг. На ТВ Нова, чекај бидејќи ова сега го читам, па треба да ги најдам, значи, на ТВ Нова е Син Джинпинг. На 360 е Джинпинг. На, сакам да кажам е Ши Джинпинг. Значи, ако отвориш 10 медиуми македонски, сегдека е различно. А од она што јас го проверував, бидејќи... Чекај, стој. Почитувани слушатели, сакам да најавам нашата наградна игра, кој ќе се јави со точното име на кинескиот претседател, има награда од фондовите што ја и Сашо вака редовно ги трошиме. Едвај. Сега може. Сега кажи како се. Знам дека британците кога се вика инаку како што Deutsche Welle го нарекува, односно транскрипцијата и изговорот македонски би требало да му е Ши Джинпинг, бидејќи британците своевремено издадоа цела нота до сите своји амбасади, особено своите амбасади во Кина и конзулати и така натаму, кај што на цела една страница објаснува како се изговара презимето и името на тогаш новиот кинески претседател. И кинезите до душа, јас не говорам кинески се разбира, меѓутоа имаат неколку варијанти на Ши, ама е Ш е напред. Малку има една помека варијанта која не знам да... Јужно-корејска серија поише корејски, знам, ама така се снаоѓаме. Па добро, види, ќе се навратиме и на Ши Джинпинг, кој што остана 2-3 дена во... Не е шала таа. Во Москва, бидејќи Боријан, кога веќе тргнавме, мислам дека се воопшто би рекол малку пренагласени, па дури и погрешни оценките за што беше таму отиден Ши Джинпинг. Се сврти вниманието на тоа дали он ќе донесе мир, дали предлогот што го предложија кинезите за разрешување мирно на конфликтот на инвазијата на Русија врз Украина и така натаму. Јас мислам дека Ши Джинпинг беше отиден во Москва всушност имајќи ги своите други интереси од глобално ниво предвид, сакајќи да промовира Кина не во конфликтот меѓу Украина и Русија, туку незината стратегија за азискиот дел, за една афричка инвазија, економска и политичка што ја прават, сака да се промовира како еден антипод на Западот, во смисла дека еве ние носиме мир додека они поддржуваат конфликти и така натаму, и дека тоа беше главниот мотив и главниот, ако сакаш, и акцент на целата посета, а не тоа дека он ќе го убеди Путин, кој што мислам нема начин како да престане војната, освен да така заглави и како да кажем крахира таму, бидејќи веќе никој не знае како да ја дефинира победата која би требало да постигне Путин за да се прекине конфликт. Види, кинезите се покажуваат како апсолутно супериорно прагматични во светот, како и во многу пати наназад во историјата. Они најдобро ја користат слабоста на Путин. Путин е, уствари сега, нивни механизам со кој они ќе бидат факторот главен во таа некоја условно речено нова студена војна. Затоа си пораките, јас ги пратев сите европски медиуми апропо ова посета. Прво, сомневањата се дека отворени, дека сепак им дава, веќе им дава оружје на русите, и дека веќе муниција кинеска има пукано во Украина, тоа Политико го објавува во едно сериозно истражување. Мислам дека генералниот секретар на НАТО опомена дека има индиции дека таков договор се прави, така што да, таа посета
на Кина има многу посериозни консеквенции кои допрва ќе излегуваат на виделина и тука ќе биде тоа ќе биде борба на мускули сериозна. Кога Ши Џинпинг дипломатска. стануваше кинески председател пред 10 години, Русија беше постариот партнер, постариот брат во таа врска. Така. Сега е Русија не да е помлад, туку е онака сосема Паричка за подкурсување. Така, паричка за подкурсување и без разлика како тоа изгледа, Путин е ставен во ситуација да веќе нема избор, он просто е подчинет на Ши Џинпинг и на Кина. Така без Не неговата само подршка заради- он е Инаку, на меѓународната сцена мртов. Така е, и мислам, во моментов кинезите купуваат руската нафта газ за половина од цената за која Русија продаваше на Европа. Така е. При тоа се откажуваат од количини, бидејќи па кинезите сакаат да бидат самоодржливи, значи не е тоа да купат се што. За индиците е друга приказна, онака ги дерат русите, сега има моментот, сега има шансата, им купуваат за без пари практично и така се паднати цените. Сакам да кажам дека Кина игра една глобална игра, јас денови заминувам за Африка, бидејќи таму работам во некои делови од Африка и ја гледам таа кинеска политика кон африканските земји. Мене тамошните колеги ми говорат дека за разлика од Западот, кинезите не поставуваат прашања. Да, они им даваат кредити, тие кредити се навидум поволни, но во суштина се такви за да после се Добро, тоа видовме како функционира Така е, и тука на Балканот, и од на на Балканот, да не потекот може од да ги Кичево до вратат. Охрид. Така е, да не може да ги вратат, но не поставуваат услови, за разлика од Западот, кој ти вика ќе ти даеме средства, фондови, не знам што, но демократија, човекови права, па ова да се кликне, ова да се кликне и заради тоа се многу по добар партнер и за африканците, плюс таа една нота на, како кажеме, на постколонијална атмосфера која што во Африка е сега политички е возобновена, значи не е тоа сега нешто рецентен некаков настан, но има едно африканско будење во кое што на Западот, особено на американците, гледаат како на, како да кажем, како помалку и да ми се одмаздуваат заради таа доминација која што Западот имаше со тој континент. Со полно право се Тама разбира, е бидејќи се работи за присутната долга тенденска историја. и фрустрацијата и траумата Да, од да, колонијалното така е. минато на Западот. Сакам да и кажам, односот кон таму нив. Кина чука на отворена врата и ова што го правеше Ши Џинпинг во Москва, мислам дека е можеби и повеќе свртено на таа неизина регионална глобална политика од и неизината позиција во тамошните, не знам, во Индискиот океан, во другите, како да кажем, окружувања во кое што функционира, таму воопшто не е едноставно. Таму има и непријатели, има и Москва му беше промоција за тоа дека Кина на меѓународната сцена се поставува како контрапунктот уствари Така е, на да, Западот. да. Кој Да, до ќе сега биде- се гледаше Русија, Запад, но тука Русија ако е веќе точката станува... на Западот за обидување Соединетите американски држави, тогаш Кина ќе биде ова во биполарниот следен свет кој што следува ќе биде точката за опозитното обединување, така е барем впечатокот, иако еве пак припука на кинеско-индиската граница. Бидејќи да не забораваме Кина, која овдека многу слабо се следи што се случува, има чија економија стои на кристални нози. Добро, после пандемиите, после кризите со енергии и така натаму, многу економии стојат на кристални нози, но кинеската огромна економија е презадолжена внатрешно, стои на кристални нозе. Таја има со Индија долгогодишни спорови кои што не може да ги решат, нек ни пак припука на градиците. Амбициите за Тајван сега ги проценува во однос на тоа што се случува со Украина и како реагира остатокот од светот, па и Западот за евентуална некаква тајванска авантура, ако мислам дека тоа е исклучено барем во наредниве години, но Кина не го гледа светот од сега за едната недела. Туку го гледа од сега за 10-20 Така, и во таа години. смисла тоа е најавата и некој сега и како не може да си го дозволи тој луксус во оваа смисла тајвански авантури и така натаму, па ни во огромна подршка кон Путин, затоа што економијата пред се и се потпира на извозот во Америка, па во Англија, па следат таму Германија, Швајцарија е дури многу интересно еден од главните пазари за Кина, кога се зборува во милиони или односно милиарди евра трговска размена. Боријан, таа е И- технолошки и трговски потполно зависна од Западот. Тоа е. За неја Русија една мало залче економско кое може да го проголта без воопшто да се накашла. Тоа не е ништо спорно, без разлика какви се политичките околности. Така што Кина е многу внимателна, но се проектира себе за децениите што доаѓаат. При тоа, со тоа
може и да завршиме околу оваа тема. Индија ќе биде најбројната земја наскоро, нема да биде Кина. На меѓународната сцена, практично Кина се најавува како квалификувана за некое големо финале некогаш. Каде меѓу друго? Па мислам дека од оваа голема светска политика убаво е да се да вратиме на домашната сцена, каде што туку што испративме германската министерка за надворешни работи, која што беше во еднодневна посета, иако стигна ноќта на среда на четврток, па цел ден четврток, па замина понатаму. Мислам дека оди за Албанија, мислам дека оди за Молдавија, ако не се лажем и така натаму. Но овдека имаше доволно време за да се сретне со сите битни фактори домашни. И битно е што дојде, затоа што сепак Германија е таа која, покотово сега покрај една Франција која е малку ранлива, Германија е таа која ќе одлучи дали, кога и како ќе има проширување на Европската унија. Мислам, сепак од неа во голема мера зависи таа иницијатива како ќе оди. Боријан, мислам, во последната година ни беа сите највисоки државни представници на Германија, председателот, канцеларот, министри овие, министри оние, делегации безброј, економски, политички, вакви, такви, парламентарни, не знам кои се не се овдека сврте, со тоа што ова што и овој пат, иако сегашната министерка за надворешни работи на Германија, Бербок, малку е, како да кажем, не е баш обичен дипломат, би рекол. Таа е пред се политичар и тоа до ние... Со бекграунд на зелените, на ова хипи движење во на Јошка Фишер од времето, по откачениве политичари што се новава генерација, ама сериозен лик. Да, тоа го кажувам заради тоа што се разбира, ние не знаеме што е каде разговарано на кои средби, но многу ми се виде онака, мислам, знаеме ова кај премиеров и така натаму, бидејќи таа дојде овдека за поддршка на европската агенда на Македонија и за поддршка на практично францускиот предлог, кој што ние треба да го испорачаме со обменување на устав до крајот на годината. Тоа беше многу експлицитно. Тоа е многу експлицитно. Или нешто беше да се предвиди. Сега, средбите што ги имаше во германската резиденција со поширок круг на представници на ВМРО, а потоа и на терасата долу покрај зидот со председателот и подпредседателот Николовски и Мицковски. Таа е таа средба која што всушност не знам како поминала и не знам какви се впечатоците на нашиве македонци. И да не заборавиме, овдека беше и Ангела Меркел на времето за референдумот, кога Мицковски онака директно, сега да бирам збори да не го употребувам. Беше неискрен. Беше неискрен кон неја. Да. Притоа, знаеш што забораваат понекогаш нашиве, тоа го знам да речеме и со Хилари Клинтон, тоа го знам и со Бајден. Види, а да не говорам за Меркел и за Бербок и така натаму. Сите они се политичари. На нив не можеш да им продадеш топла вода дека правиш нешто затоа што гласачите, затоа што партијата, сите они имаат партии и гласачи 100 пати поголеми од овие наши овдека формации и така натаму. И кога ти на Меркел ќе се обидеш да ја продаваш ладна вода, топла вода, дека знаете ние бијама ова Крилово, овакво, такво, дека... Левица ќе ни земе у општински комитет Кратово. Што збори. Значи, они зацемилат многу повеќе избори, многу повеќе и успеси и разочарувања, за да некој овдека ги лаже. И кога вака неискрено ќе настапат кон нив, потоа разочарувањата се големи. Инаку, нешто што сакам исто да кажам дека ова посета на сепак министер за надворешни работи на Германија доаѓа во Скопје, сепак имаше јасна политичка порака околу заложбите на Германија да тој процес на проширувањето го турне малце понатаму и во тој контекст, например, се изненадив, прочитав на овие некои од европските медиуми, цитира, и ова случува за прв пат, на една многу конкретна дискусија околу перспективите за членство на овие земји, што морам ти кажам, ме изненади и мене, вака, не сум толку оптимист. Државната секретарка за земјоделие на Германија, која не зборува на посета билатерална, па некому да прави лице, туку си има таму дебата околу во Европската унија околу перспективите на заедничката земјоделска политика, која знаеш дека го собира најголемиот дел од буџетот на Европската унија, уствари. И она вика дека треба Европската унија да ја почне дебатата околу тоа
кој каков ќе биде буџетот на заедничката земјоделска политика на Европската унија За која година? од 2028 понатаму, бидејќи овој што е до 2028 е испроектиран буџет. Тоа се милиарди, не знам точно, ама многу милиарди е таа заедничка нивна политика со кој они го помагаат нивното земјоделие. За прв пат се отвара расправа околу таа потреба, затоа што се свесни на кое ниско ниво на развој земјоделието наше или на овие сите земји на Балканот, и тука ја бројат, морам да ти кажам, и Украина и Молдовија во целата приказка. Молдавија, да. Како идеја, стварно прв пат слушам нешто многу поконкретно што ќе рече дека барем во тој круг на германската политичка елита е очигледно отворена расправата околу тоа дека треба таа работа со интеграцијата на Западниот Балкан да се заврши. Инаку европскиот буџет за земјоделие негде кај меѓу 250 и 300 милиарди Тоа евра да, многу годишно. Тоа е стварно многу пари, да. огромни Да. субвенции се, бидејќи таа е централната ставка во нивните буџети. И затоа ти кажам колку им е важна таа расправа, бидејќи тоа не е сега ние како сега ајде ќе даеме 10-20 милиона, не е тоа. Да, меѓутоа да се навратиме на оваа првичната тема, практично ВМРО повторно ми се чини дека се доведува во релативно безизлазна ситуација како кога беше интеграцијата во НАТО во прашање. Значи, они остануваат веќе сами на другата страна од улицата со своето тврдење дека ние која ќе дојдеме на власт не прифаќаме сега отварање. Тие всушност немаат ништо против промена на уставот, туку велат ние ќе го направиме подобар контекстот кога ќе го менуваме уставот. Не, се отвараат овие дебати као ама сега нас дајте ни гаранции дека Бугарија дека нема да имаме нови блокади. Значи тоа е невозможно. Сепак мислам дека има луѓе кои таму знаат дека тоа е уствари нешто што е као ај дај ми сега паја патак. На крајот од краиштата мислам дека во овие разговори токму со Германкава се што не им било јасно можеле да ја прашаат. Не знам дали во ВМРО се свесни дека ние друг предлог од овој според кој се отворени преговорите нема да има. Нивниот избор ќе биде или да испорачат или да престанат да преговарат. Нема трета опција. Оние имаат таа информација и тоа мене најмногу ми пречи кога гледам луѓе кои знаат нешто, а свесно друго кажуваат со цел да манипулираат јавност. Тоа е стварно, по мене, мислам дека е непристојно однесување. Да, знаеш што ќе им се случи, Боријан, што мене ми се чини? Во сегашнава ситуација власта стои релативно очајно кај бирачите. Бидејќи има уште прилично долг период за редовни избори едната година. Ако настане хаварија на позицијата на ВМРО во однос на европската агенда, а тие гледам дека одат во таква хаварија, бидејќи сега ќе се направи повторно еден европски блок на дипломати, американците и така натаму, тие ќе се ја доведат собствената добра излезна позиција за изборите, ќе се ја влошат, бидејќи во суштина повторно немаат став за клучната тема кое што е од судбинско значење за државава, тоа е како и кога одиме во Европска унија. Тоа и така е долг и тежок и мачен процес и така натаму. Овие толку ќе комплицираат што дури оваа власт мислам дека на крајот нешто и ќе поврати од своите позиции, поддршка и така натаму. Да, покрај целиот очај и оваа безидејност на оваа власт, да. Затоа што гласачкото тело во моментот, без разлика, но кога ќе го соочи што го покажуваат и анкетите, не ја сакаме Европска унија, ваква Европска унија, ама на крајот од денот кој ќе прашаш која е перспективата, нема друг одговор сем Европската унија. Да. И ако таа перспектива ја направиш да е блури, онака да не се гледа, тука и проработува еден инстинкт и стварно би било за ВМРО мене, стварно ми е жал да не учат од грешки и повторно ќе го кажам тоа, да не се вратат на некои принципи, на некоја демохристијанска идеологија на која сами се декларираат дека и припаѓаат. И просто сега во која фаза се? Сега се во фаза кога меѓународната заедница уште доаѓа да ги праша добро што правите. Кои се позициите? Чекај сега, ова мислите дека е рационално? Да, озбилно ли ова? Озбилно. Да. За некој месец тоа ќе се претвори во канонада, во кое што ќе ги заковаат на зид. Ќе има непријатни, како што знаеме неколку пати наназад е тоа им се случило. И да не се учи од тие грешки.
наместо да се биде активен во процесот, наместо да се биде на крај да се сподели одговорноста, бидејќи се тие свесни дека тие не можат ништо друго подобро да направат од ова што сега се прави. Па со тоа, со таква политика да се излезе и да се победи на изборите. Тие ризикуваат да ги изгубат позициите, да направат полош резултат, а потоа дури и ако победат да не влезат да прават влада. И сега сега ќе се вратам и на германската посета, ќе го најавам и извештајот на Стейт департментот за човекови права. Гледај го обраќањето на министерката денеска која се обраќа со македонки и македонци. Намерно го користи тоа за да реплицира на баналните оправдувања, ама идентитетот, ние јазикот, нема кој да ни го призна и така натаму. Друга битна работа, Сашо. Стейт департментот известува за човековите права. Во случајот на Норт Македонија има права на здружување, има цела рубрика каде што се констатира дека кај нас тоа е законски гарантирано и нема никаков проблем. За разлика од извештајот за Бугарија, каде што се наведува експлиците дека Бугарија ги прекршува меѓународните стандарди за почитување на малцински права, не дозволувајќи регистрација на македонското малцинство кое стои во извештајот. Сега види, значи, како да ти кажам, македонско малцинство, македонски јазик сегде, македонки и македонци. И ти излегуваш со теза дека идентитетот ти е загрозен. Види сега, тоа е, доаѓаме до ниво кога тоа веќе не е политичка дипломатска комуникација, тоа веќе во игра влегува патологија, ако стварно си озбилен по муавет. Да. Така што, сега ма кажам, не е случајно ништо Стейт департментот. Па говорот на Шрамаер во парламентот македонски, ова Бербок е бледа сенка, под наводници да кажем, во смисла на Шрамер ги кажа, како да кажем, не третираше како една повредена нација на која треба размишљање, онака бейбиситинг. Мене тоа ме навредува, се разбира како. Некој ми повторува, вашиот македонски јазик, и као јас не судот во Грција потврди дека не знам дека македонски јазик. Последниот случај со судот во Грција, кој што го нели сега веќе судски го заведе постоењето на македонскиот клуб на македонски јазик, овдека уште ќе најдеш тоа по фејсбуци овие што спијат. Тоа е тоа, да, ма јазикот там не. Стварно значи да те фати една, како да кажем, една нервоза од тоа колку патетично е. Колку е патетично се. И еве ти затоа ќе има пази во вакви министер за надворешни работи, македонки, македонци, Стейт департмент, македонското малцинство во Бугарија, значи пази, само треба пораките се јасни. Тоа е она што се случува на македонскиот терен, иако гледам дека ми се чини дека после она прослава во Чаир на Дуи, таму веќе секирите се сосема ископани и дека таму повеќе нема да дојде до приближување на ставовите помеѓу огнените и ахметистите, ако така можем да кажем, бидејќи толку работа се изнакажа, толку нападите се веќе лични. Така што мислам дека сега од тоа што јас го слушам, го читам, разговарам со некои колеги и така натаму, велат дека па и од онаа анкета која што ја објави Алсат во врска со популарноста на албанските политичари во Македонија, велат дека тоа крило на Меджити воопшто не е наивно и не е за подценување во смисла на штетата што може да му ја направи на Дуи, иако се тие се уште во фаза, предпоставам бидејќи изборите се сепак уште за година дена од сега, кои ќе мора да решат да излезат од Дуи, да прогласат, оти не е доволно да бидат фракција, ако сакат да настапуваат посебно на избори, мора да имаат некаков правен легитимитет. Значи или ќе се спојат со Беса, со Алтернатива, со не знам со кого, бидејќи нема Дуи да ги кандидира за против кандидати во единиците кај што они ќе се борат. Така што ми се чини дека и тоа раслојување ќе се надоврзе на овие разговори што ги правиме околу раслојувањето на македонската страна, па ако смеам да забележам, ми се чини дека и на македонската страна, особено околу Максим Димитриевски, се групира една опција која што не знам како ќе заврши, ама и таму гледам дека нема некакви знаци за помирување, напротив ми се чини дека како што оди работата ескалира. На крајот ќе се добијат две спротиставени
од внатре излезени опции и за владеачката ДУИ и за владеачката СДСМ, која што ќе им носи гласови, кој што ќе им оттргнува гласови на изборите. Се случуваат значајни работи и види и добро е што се Така е. случуваат затоа што стварно треба да се размрдаат некои работи, да се изместат. Знаеш, сакам да ти кажам, во оваа смисла на размрдување после 30 години транзиција, да влеземе во тоа што ја сакам да го наречам трансформација, бидејќи транзицијата е стварно заморна веќе. Стварно ни треба да се сврти тркалото еднаш. Со Насер Зибери имав разговор, омбудсманот, народниот правобранител, околу извештајот на Стејт департментот на човекови права и неговиот извештај кој ќе го објави наредната недела, годишен во Македонија. Зашто, значи, јас го следам тој извештај и на Стејт департментот, и на омбудсманот, и на сите други тела, занимавајќи се со овие европски теми, бидејќи човековите права се секогаш еден од клучните критериуми. Ја не знам колку пати су правел емисии, прилози и така натаму на оваа тема. Ако ми веруваш, она што се констатира во извештаите на Стејт департментот, она што констатира Насер Зибери во неговиот извештај, тоа се толку исти работи кои се повторуваат уназад, јас можам да посведочам, барем 20 години. Со, како ти кажам, при тоа имаш еден хор политички кои сите велат човековите права, се залагаме за почитување на човековите, значи тоа никој нема да ти каже, значи човековите права, сите родени се со тоа. И со Насер Зибери разговарав како е можно после толку време промени на разни политички партии, коалиции и така натаму, да просто не се мрдне ништо од место. И он истото го препознава, вика, во институциите работат луѓе кои воопшто културолошки не перцепираат што значат човекови права. И например разговаравме за затворот во Идризово, тоа е една ужасна тема. Па јас ми покажа слики некои. Тоа сашто тоа личи на, не знам, овие филмови кога ги гледаме за концентрациониве логови или нешто, Аушвиц, не знам како да ти кажам на кое ниво тоа е. И кој ти требаш има овие цитат, мислам дека е Достоевски, не ме држи за збор. Ако сакаш да видиш на кое ниво цивилизацијски ти обштеството, погледни во затворот на тоа обштество, секи ти стане јасно. И од прилика ние сме, ако ја погледнеш таа слика на перцепирање на човековите права, на овие состојби во затворите, ние духовно, културолошки сме некаде на почетокот на 19. век преку сила. Еден од најголемите авторитети за менеджмент, овој прочуен Питер Друкер, на едно место вели дека културата ја јаде стратегијата за појадок. Значи ти можеш да имаш реформска стратегија каква сакаш, која ќе налетеш на владеачки менталитета, тоа е културата. На овие, како да кажем, зачмаени институции кои што имаат една зачмаена културна матрица, институционална култура и така натаму, нема политичка елита каква и да е реформската агенда што може да се пробие низ тоа. И тука мислам дека и кога сме правеле напредоци, тоа било по, како да кажем, со груби средства, со доминантни министри, водачи на реформите, кои што знаеле да удрат, да пресечат, ај сега да не спомнуваме имиња од наназет и така, и тие биле ретки. Еве да ти кажам, види, мене ми е тупанчески, да речеме, еден трак, да кажем, колега од правен факултет, со еминентна правна, некаква така натаму. Човекот беше година дена во Министерство за правда, се разбира дека ништо не направи, не знам што се тие реформите на кривичниот закон, за тие, како да кажем, за тие книшките реформи може да ги бива. Ако не влезеш во институциите со една јасна визија дека институцијата мора да ја прифати промената на културата, институцијата ќе те изеде за појадок. Имено, и тоа е, например, примерот на Тупанчевски. Него го спомнувам затоа што човекот е во затворите. Одвратна корупција, било што. Значи, еве он, човек кој као познава човекови права, да рече, да отиде на седница на влада и рече, луѓе, ова не се толерира. Јас, како министер за правда, не можам да толерирам ваква состојба во секторот кој мој. Или давам оставка и ја обзнанувам јавно. И ја аргументирам. Зашто аргументирам. Тоа е демонстрација на интегритет
И тоа са што фали. Инаку, дали е владата одговорна и те како, затоа што ти немаш, пази, во образованието, човековите права се уште некоја тема која е таму као нешто, нема везе. Немаш системско афирмирање и промоција на тие вредности. Не постои. Тоа се однесува целиот овој разговор се однесува на европските реформи. Ние ќе добиеме по некоја политичка елита, 2-3 луѓе, не знам дали се вика Маричич или нека се вика било кој од ВМРО, кои што потоа не успеваат тие комплексни агенди затоа што наидуваат на една зачмаена администрација, една бирократија која веќе не верува на никого. Една бирократија која е така улежана, која што таму не е дека нема луѓе кои разбираат, кои што се експерти и така натаму. Меѓутоа има еден општ консензус дека, знаеш како се ова минливо, ние сме тие што ќе останеме, ќе изедеме и оваа реформа за појадок и ќе видиме кој ќе биде новиот министр. И не мрдаат работите. И ништо не мрда, бидејќи не се менува институционалната култура. Боријан, не знам, мислам дека влеговме во некоја 30 минута околу сето ова, па можда е за ова издание доволно. Сем да видиме кој од нашите слушатели ќе е добитник на наградата, сега ќе провериме одговорите, а потоа следи објавата на наградата. За Ши Джинпинг, дали се вика така или некако Джи Джинпинг. Добро, доста е, Сашо. Добро, Да Боријан. ти пожелам среќен пат во Африка. Да, одам утре заминувам за Африка, ова доека се слушате, ја ќе бидам веројатно во Адис Абеба во Етиопија, а после продолжувам на кај Конго и А Сашо, ако не успевам да го уклучам од Африка, размислувам за некој гостин, некој што, не знам, нешто, не знам. Па јас ќе видам, можда мене гостин ќе биде некој афрички лаф или така нешто, да видиме што ќе. Не одам таму за забава до душе да ловам лавови, одам на работа, но во секој случај се надевам се слушаме од Африка следниот пат, ти во Скопје, јас таму. Океј, да, слушаме. Поздрав. Поздрав.